Зошто ме донесе овде? Во минатото овде беше објектот на старата Народна банка. Колку ти е позната нејзината историја? Многу малку. Би сакала да ме вратиш низ годините и да се подсетиме како се создавала нашата Централна банка. Тогаш да поидеме во Народната банка, таму постојат различни документи кои ќе ни ја расветлат таа приказна. Да поидеме. Забележав дека оваа 2016 година Народната банка прославува 70 години од централното банкарство. Дали ти е познато кога се поставени основите на Народната банка? Да, зачетоците на централното банкарско работење во Македонија се случиле пред 70 години, поточно на 19 октомври 1946 година. Во септември 1946 година била донесена уредба со која кредитните предпријатија во државна сопственост се соединиле со Народната банка на Федеративната Народна Република Југославија. Ново формираните институции требало да вршат дел од централно-банкарските работи во републиките на југословенската држава. Што се случило во Македонија? Со донесување на уредбата, Македонската стопанска банка се соединила со Југословенската Народна банка и функционирала како нејзина централа за Народна Република Македонија. Седиштето на централата било во Скопје, во старата зграда на Народната банка, изградена уште во 1933 година. Ново формираната институција имала надлежност главно да дистрибуира пари и да врши платен промет. Во тој далечен период, Македонската централа, како и останатите централи во југословенските републики, добила право сама да одобрува кредити за предпријатија во износ до 10 милиони динари. Над овој износ се барало согласност од главната централа во Белград, а за износ над 30 милиони динари, главната централа во Белград барала согласност од Министерството за финансии. Дали некогаш си ги видел парите што биле употребувани во тоа време, во повоена Македонија? Да, еве можеш да ги видиш и ти. Тука, во музејот на Народната банка. Предната и задната страна на овие банкноти ја отсликуваат идеологијата на тогашниот општествен систем и политичкото уредување. Сите 8 поени биле во различна боја, но со исти представи. На предната страна доминира ликот на партизан, а на задната страна се прикажани југословенскиот грб и вредноста на банкнотата. Името на Федерацијата и сите други текстуални ознаки на овие пари се напишани на 4 јазици, а застапени се имињата на сите 6 републики. Дали се тоа парите на кои за прв пат се појавува името Македонија со кирилична транскрипција? Да, тоа се првите книжни пари на кои се појавувало името Македонија на македонски јазик и со кирилично писмо. Тие биле произведени во Москва во летото 1944 година, речиси една година пред усвојувањето на македонскиот правопис и македонската азбука. Со нивното пуштање во оптек на 20 април 1945 година, динарот станал законска парична единица и во Македонија како дел од југословенската држава. Македонецот, доктор Владимир Полежиновски Полежина, бил член на Советодавната монетарна комисија при тогашното Поверенство за финансии, која донело одлуката динарот да биде парична единица во новата заедничка држава. Како функционирала Македонската централа на Народната банка во првата деценија од своето работење?
Почнувајќи од 1947 година, постепено биле зголемувани надлежностите на Македонската централа, како резултат на зголемените надлежности на главната централа. Аспектите на централното банкарско работење биле регулирани со уредбата за организација и работење на Народната банка на тогашната Федеративна Народна Република Југославија. Македонската централа работела врз основа на директивите на Централната банка со седиште во Белград и на нејзиниот гувернер. Во извршување на републичкиот буџет, директорите на Македонската централа работеле согласно директивите на македонскиот министер за финансии. Од 1946 до 1951 година таа функција ја извршувал Божидар Даре Џамбаз. Кои биле првите директори на Македонската централа? Во 1946 година, како главен директор бил поставен доктор Тодор Мировски, дотогашниот директор на Македонската стопанска банка. Од почетокот на 1947 година, оваа функција ја извршувал Александар Богоев, а потоа од 1950 година главен директор бил Трајан Ивановски. Што се случува потоа? Кога банката добила функции банка над банките на територијата на Република Македонија? Во 1952 година, Македонската централа на Народната банка станала единствена банка во Македонија со функции и на емисиона и на деловна банка. Во текот на следните 20 години се одвивала децентрализација на банкарскиот систем со разграничување на надлежностите на деловните банки и на Централната банка. Со тоа, Централата на Народната Република Македонија постепено го градила статусот на банка над банките. Во 1963 година, нејзиното име било сменето во Народна банка на Југославија, Централа во Скопје. Во оваа деценија уште повеќе била зацврстена зависноста од Југословенската Народна банка, која пак ги зацврстува своите позиции и независноста од законодавната и од извршната власт. Во зората на 26 јули 1963 година, Скопје го погоди катастрофален земјотрес, проследен со големи човечки и материјални загуби. Објектот на банката значително е оштетен и подоцна срушен. Поради немање основни услови за работа, банката веднаш продолжува да работи во Велес, а од следната година се враќа во Скопје, каде што повеќе од 10 години функционира во монтажни бараки. Кога Народната банка на Република Македонија станала рамноправна централна банка во рамките на поранешна Југославија, а не филијала на НБЈ? Кон крајот на 1971 година започнале процесите на пренесување на надлежноста на економските функции од Федерацијата на републиките и на покрајините. Па така, сега единствениот монетарен систем го сочинувале Народната банка на Југославија и народните банки на републиките и на покрајините. Тогаш, за прв пат како уставна институција била воведена Народната банка на Македонија. Правно тоа било овозможено со амандманите на Македонскиот устав од декември 1971 година, потврдени и со новиот Македонски устав од 1974 година. Во овој период започнала изградбата на објектот на сегашното седиште на Народната банка на Република Македонија, чии автори биле архитектите Олга Папеш и Радомир Лаловиќ. На 10 октомври 1975 година вработените во Народната банка на Македонија ја започнале својата работа во новиот објект. Седумдесетите години на минатиот век биле период на сериозен растеж за Народната банка.
Дали монетарниот федерализам во СФРЈ значил и поголеми овластувања за републичките централни банки? Да, републиките и автономните покрајини добиле равноправно учество и одговорност во управувањето со Народната банка на Југославија, што значило создавање монетарен федерализам. Централите на Народната банка на Југославија, каква што била и Народната банка на Македонија, сега представувале народни банки на републиките и на автономните покрајини. Со Југословенската Народна банка управувал Советот на гувернери, кои што го сочинувале гувернерот на Народната банка на Југославија, гувернерите на народните банки на републиките и на автономните покрајини. Во периодот од 1977 година до 1981 година функцијата гувернер на Народната банка на Југославија ја извршувал македонскиот академик Ксенте Богоев. Значи тогаш почнува назначувањето на функцијата гувернер и во Народната банка на Република Македонија. Да, 1972 година во Народната банка на Македонија за прв пат е воспоставена функцијата гувернер. Според законот за Народната банка на Македонија, донесен таа година, покрај гувернерот, именуван од Собранието на Социјалистичка Република Македонија, орган на управување со Народната банка, бил и Советот на Народната банка на Македонија. Исто така, во Народната банка на Македонија можеле да бидат поставени еден или повеќе вице-гувернери кои ги именувал Извршниот совет на Република Македонија. На 16 февруари 1972 година, председателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Никола Минчев, ја потпишал одлуката донесена од страна на Собранието, со што за прв гувернер на Народната банка на Македонија бил именуван Стојан Ќосев, кој останал на таа функција до 1975 година. Во следниот период, од јули 75 до 82 година, оваа функција ја извршувал Андон Макрадули. Следниот гувернер, Ристо Филиповски, бил именуван во мај 1982 година, а на оваа функција останал до 1985 година. Во 1986 година Собранието го именувало последниот гувернер на Народната банка на Македонија во Социјалистичка Република Македонија, а тоа бил Борко Станоевски. Тој останал на таа функција и подоцна по политичкото осамостојување на Република Македонија. Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија. Всушност, тој е првиот гувернер на Народната банка во независна Македонија во периодот помеѓу 1991 година и 1997 година. Гувернерите што ја извршувале оваа одговорна функција во самостојна Македонија биле именувани од страна на Собранието и по предлог на председателот на државата. Така, од 1997 година, гувернер на Народната банка на Република Македонија беше Љубе Трпески, а функцијата ја извршуваше до 2004 година. Истата 2004 година, Собранието на Република Македонија за гувернер го назначи Петар Гошев. По завршувањето на неговиот мандат, 2011 година, на оваа функција е поставен Димитар Богов, сегашниот гувернер на Народната банка на Република Македонија. Каква била улогата на Народната банка во процесот на осамостојување на Република Македонија? Периодот непосредно пред формалното осамостојување на Македонија бил исклучително сложен и се одвивал во еднакво комплексни околности. На Методија Тошевски во еден непосреден разговор со група пратеници му било поставено следното прашање: дали можеме да обстанеме сами? Да, под услов да не остават сами да ја уредиме државата. По осамостојувањето на Република Македонија на 8 септември 1991 година, во државата се уште биле во употреба југословенските динари. Хиперинфлацијата во соседната Југославија представувала огромен проблем и имала опасност од нејзиното прелевање во Македонија. Од друга страна, бидејќи народните банки на републиките во поранешната држава немале право на собствени девизни резерви, во моментите на раѓањето на самостојна Македонија, тие изнесуваа едвај околу $3 милиони. Во вакви услови,
Трасирајќи го патот кон самостојно обстојување во финансискиот свет, Народната банка требало да ја одржи сигурноста на банкарскиот систем на Република Македонија, да го организира монетарното осамостојување, да ги формира државните девизни резерви и да го запре галопирачкиот раст на инфлацијата и на девалвацијата. На 17 ноември 1991 година бил донесен Уставот на Република Македонија, каде што во членот 60 се вели: Народната банка на Република Македонија е емисиона банка. Народната банка е самостојна и одговорна за стабилноста на валутата, за монетарната политика и за општата ликвидност на плаќањето во Република Македонија. Организацијата и работата на Народната банка се уредуваат со закон. Уставот на Република Македонија бил основата која што овозможила Народната банка да ги емитува првите банкноти. Така вечерта на 26 април 1992 година, на вонредна седница, Собранието на Република Македонија ја донесе одлуката за монетарно осамостојување на Република Македонија, која што беше сочинета од повеќе клучни закони. Истиот ден, тогашниот гувернер Борко Станоевски ја потпишал одлуката за пуштање во оптек на вредносните бонови на Народната банка на Македонија. Од денеска, 26 април 2022 година, со предложениот закон за парична единица, Република Македонија воведува сопствена парична единица што ќе го носи името денар. Имаме задоволство да видите како се тие парични единици печат. Така бил воведен денарот, новата парична единица на Република Македонија. Поради недоволно обезбедени материјални и други услови за заживување на денарот, владата на Република Македонија предложила преоден период во кој се воведуваат вредносни бонови. Овие бонови, кои што не го содржале името на валутата, требало да го подготват теренот за фактичко воведување на денарот по една година. Во овој преоден период се уште се користеле металните пари на југословенската држава. Како македонската валута го добила своето име? Вечерта на 23 април 1992 година, академикот Петар Христо Илиевски му го изложил својот предлог за името на нашата парична единица на тогашниот председател на МАНУ, академик Ксенте Богоев. Предлогот паричната единица да го носи името денар не му се допаднал. Кумот, како што подоцна го нарекле новинарите, своерачно го напишал образложението, бидејќи немало време и владата требало наскоро да заседава. Еве дел од оригиналниот текст. Основниот назив на римската монета бил денариус, латински збор, изведен од дистрибутивниот број дени или по 10. Називот денариус предложил да се употребува до денес на Балканот и во земјите на Медитеранот. Кои се авторите на дизајнот на првите македонски пари? Авторот на дизајнот на првото преодно издание на паричните единици од 1992 година бил ликовниот уметник Борче Тодоровски. Намерата овие вредносни бонови да бидат издадени во најбрз временски рок ја ограничила можноста за соодветно планирање и дизајнирање. На предната страна од боновите од 10, 25, 50, 100, 500 и 1000 вредносни единици се представени тутуноберачи како алузија на една значајна стопанска гранка, но и визуелна рефлексија на поетските инспирации на еден од најпознатите македонски поети Коста Рацин. На задната страна е представата на Крушевскиот Македониум, како синоним на Илинденската Крушевска република од 1903 година. Непосредно по печатењето на овие апоени, поради инфлацијата се изработени и бонови со апоенска вредност од 5000 и 10.000 единици. Нивниот дизајн е поинаков од претходните, но го задржува македониумот како основен мотив. Што
Што се случило по монетарното самостојување и воведување на вредносните бонови? Тогаш Народната банка на Македонија започнала со подготовки за издавање на второто издание книжни пари. Така на 10 мај 1993 година беа пуштени во оптек првите македонски денари. Тоа беа банкноти во апоени од 10, 20, 50, 100 и 500 денари и монети со номинална вредност од 50 дени, 1, 2 и 5 денари. Дизајнот на овие банкноти, исто како и на претходните вредносни бонови, бил изработен од страна на ликовниот уметник Борче Тодоровски во соработка со неколку графички инженери од Прилеп. Ликовните решенија на банкнотите од 1993 година содржат сегменти од културното наследство на Република Македонија, со акцент врз историските објекти, како старата зграда на Народната банка во Скопје, црквите Света Софија и Свети Јован Канео во Охрид, Даут Пашиниот Амам и Саат Кулата во Скопје, но и панорами на градовите Охрид и Крушево. Од овие пари се издвојува банкнотата од 500 денари, на чија задна страна, под Самоиловата тврдина во Охрид, се прикажани брановит на линија и круг, како шематизиран расказ на легендата за поразот на Самоиловата војска, која ослепена доаѓа пред тврдината на својот цар. Кога и од кого е создадено постоечкото издание на македонските банкноти? Кон крајот на 1994 година бил објавен конкурс за изработка на дизајнот на третото и тековно издание на книжните пари. Од уметниците било побарано да креираат дизајни што се однесуваат на македонската култура и историја, и тоа за 6 апоени од 10, 50, 100, 500, 1000 и од 5000 денари. Од пристигнатите предлози, прво рангиран беше трудот под шифра Доријан на ликовниот уметник Билјана Унковска. Изданието е пуштено во оптек на 8 септември 1996 година. Банкнотите, инспирирани од богатото историско, археолошко и културно наследство на Република Македонија и обоени со нејзините најтопли бои, набрзо по пуштањето во оптек го добиле епитетот за едно од најубавите парични изданија во југоисточна Европа. Кои се најважните успеси во работењето на Народната банка во изминатите 25 години? Во текот на првата деценија од монетарното осамостојување, Народната банка се соочи со голем број предизвици, што представуваа закана за дестабилизација на целокупниот општествен систем. По монетарното осамостојување, воведувањето на националната валута, стабилизацијата на инфлацијата на ниско ниво, како и зголемување на државните девизни резерви, Народната банка на Република Македонија успеа да ги надмине предизвиците во своето работење. За да се надминат предизвиците и за да се поттикне економскиот развој на Република Македонија, стана нужно натамошното доуредување на институционалната положба на Народната банка на Република Македонија, на девизниот систем, на финансискиот пазар, да се приспособи монетарната политика и да се усовршат инструментите за нејзиното спроведување. Во текот на изминатите 25 години, Народната банка на Република Македонија води независна монетарна политика, употребувајќи инструменти за ниска инфлација и стабилен курс на денарот. Ова 2016 година прославуваме 70 години централно банкарско работење на територијата на Република Македонија.
За целиот овој период, Народната банка е институцијата која што ги спроведувала делумно или целосно функциите кои што се карактеристични за една централна банка. Во периодот по Втората светска војна до монетарното самостојување на Република Македонија во 1992 година, Народната банка има поминато низ различни форми на трансформација. Од монетарното самостојување до денес континуирано јакне институционалниот капацитет на Народната банка, за да денес таа прерасне во една современа централна банка со сите функции како и останатите централни банки во светот. Јас сум особено горд што можам да констатирам дека во сите овие години на македонска самостојност Народната банка се етаблираше како институција, клучен стожер на макроекономската стабилност. Сите вработени и раководни лица на банката, сегашни и поранешни, можат да бидат подеднакво горди за придонесот што го дадоа во изградбата на институцијата која успешно ја остварува својата мисија на одржување на стабилни цени и стабилен финансиски сектор како клучни предуслови за одржлив економски раст. Ако зборуваме за достигнувањата, тие несомнено се бројни во изминатиот период. Од амбиент на хиперинфлација, речиси нула салдо на девизни резерви и разнишан банкарски сектор, постигнавме и години наназад успешно одржуваме макроекономска стабилност и сигурен банкарски сектор. Народната банка веќе 20 години успешно ја одржува стабилноста на девизниот курс на денарот како основно номинално сидро на макроекономската стабилност. Оваа политика на стабилен девизен курс придонесува за одржување на ниска и стабилна инфлација, која што во последните 20 години во просек изнесува околу 2%, што е ниво споредливо со развиените земји и ја вбројува Македонија меѓу најуспешните земји во транзиција. За спроведување на монетарната политика, Народната банка денес применува најсовремен монетарен инструментариум, кој што постојано се унапредува и надградува за да одговори на динамичните потреби на една земја во развој. Успеавме да изградиме здрав, стабилен и ефикасен банкарски сектор, кој што мобилизира близу 5 милиарди евра заштеди на граѓаните и на корпоративниот сектор, и кој што во континуитет испорачува соодветна кредитна поддршка на економијата. Високата отпорност на банкарскиот сектор на шокови досега во повеќе наврати се потврди во различни епизоди на кризи. Во овој контекст, неспорен е придонесот на супервизорската функција на Народната банка, преку континуирано вложување во јакнење на капацитетите и преку хармонизација на институционалната и правна рамка со меѓународно прифатените стандарди и начела, денес имаме ефикасна супервизија и сите ги уживаме благодетите од неа. А тоа се сигурноста на штедните влогови и одржување на стабилен и финансиски сектор. Во овој период се спроведе целосна реформа на платниот промет во земјата. Се воспоставија современи системи за плаќање и клиринг. Истите се предмет на постојан развој во чекор со современите техничко-технолошки достигнувања и меѓународните и европски стандарди. Се воспостави современ систем на чување и управување со девизните резерви, кои што денеска се одржуваат на адекватно ниво од над 2 милиарди евра. Континуирано работиме на унапредување на аналитичките капацитети и поддршка на научно-истражувачката дејност и јакнење на сите сфери на делување на Централната банка. А во согласност со аспирациите на Република Македонија за членство во Европската Унија се преземаат активности за приближување на Народната банка кон стандардите на Унијата и осогласување со европската регулатива. Убеден сум дека Народната банка и во следниот период ќе продолжи успешно да се справува со сите предизвици што ќе се појават во иднина.